Токму она што се случува во градот Скопје представува еден интересен пат на очекувањата од големи ветувања до реалност што многу не сметаат за катастрофа. Како гледате на работата или неработата на Даниела Арсовска? Повторно како таков политички медиумски проект, измислен нели да штрбне гласови од десно, да раситни гласови на партијата што ја избра, мислам, без која немаше никој ништо да биде нормално во државата. Пак таа театралност, како дисцентар да е седнато, да е обсмислено сето тоа, па дури е финансирано како да е дисцентар. Гледаме дека нели се напаѓаат едни урбани бизнис интереси, но се бранат други. Денеска гледаме како се поставува во улога на герила акции кои што ги прави, се шета со мобилен телефон, говори за диво градбина неколку месеци пред избори. Дали вака ти како човек искусен кој што се бави долги години со новинарството препознаваш тука одредени пиар трикови кои што се подготвуваат, дали некој стои за ова што мислиш? Да, лажни солзи, паѓање не све, мислам тоа. Јасно е дека е се обсмислено и дека се детално доделени улогата како што е првиот пат кога излезе со реториката, со начинот на зборување, на фразите што ги користеше, па ги сите по наредба, по налог ги повторуваа како што ќе ги изнесеше. Се гледа дека е производ одреден медиумски, без шанса нели да влијае на исходот на изборите во Скопје, но обид да направи максимално колку што може повеќе штета. Да не даваме многу простор за некој што ништо не направил овие 4 години.